Добар ден, почитувани, вие сте на фреквенцијата на телеканал А1, време за уште едно отворено студио со уште една нова тема. Денес ќе зборуваме на една тема која што е поврзана со месец октомври, можеби и со сите месеци во годината и посебно со понежниот пол. Ќе зборуваме за борбата против рак на дојка, бидејќи месец октомври се нарекува уште и розов месец, бидејќи е месец посветен за борбата против рак на дојка и превенцијата од другите женски болести, односно подигање на женската популација на времено да ги прави своите лекарски прегледи. Токму на оваа тема ќе зборуваме со госпоѓата Кети Филчева, која што ни доаѓа од Здруженијето Борка. Добар ден. Добар ден, ви посакувам и на вас и на вашите гледачи. Ние, како што веќе ве најавив во самата најава, ќе зборуваме денес за месец октомври, месец кој што е посветен за борбата против рак на дојка. Меѓутоа, еве накратко да ги запознаеме сите оние кои што верувам дека се во многу мал број кои што слушнат, уште не знаат за борка, или вака да ги упатиме накратко, или пак еве некои нови пациентки кои што се соочуваат токму со оваа болест, каде можат да ве најдат, што представувате како здружение, како помагате? Нови пациенти има секој ден, за жал. Значи, јас доаѓам од Здруженијето Борка за секој нов ден. Здруженијето работи во рамките на цела Македонија. Главните канцеларии ни се во Скопје, меѓутоа имаме подружници и во други градови во Македонија. Таму каде што немаме подружници, соработуваме со организација на жени во тие градови каде што ги има. Значи, главната цел и мисија на Здруженијето Борк, наша председателка, да не заборавам, е господја Биба Додева. Таа се грижи за сите нас. Наша главна цел и мисија на Здруженијето е информирање и едукација на сите граѓани на Република Македонија за подигање на нивната свест, за рано откривање на ракот, за превенција, за третман, затоа што колку порано се открие ракот на дојка, толку се поголеми шансите за негово целосно излекување. Дали еве месец октомври го нарекуваме уште и розов октомври, тоа на светски рамки, посветен токму, односно овие 30 на дена за поголема едукација и поголем третман на сите оние кои што се соочиле со рак на дојка, па и дури нивните семејства, пријателите кои се некако неминовни, нели, од оние кои што се засегнати од овој проблем, со кои, еве да речеме, освен со познатата розова или розово напред со трка, со кои се настани започнавте на одбележување на овој месец, како здружение? Месец октомври е светски месец за борба против рак на дојка, се одбележува секаде. Така и ние во Македонија го одбележуваме, нашето здружение, мислам дека и другите здруженија што се занимаваат со оваа тематика. Значи, розовиот октомври ни почна оваа година со 1 октомври со розовата прошетка. Таа прошетка се одржа во Скопје. Учествувавме сите борки од цела Македонија и нашите поддржувачи. И ние од Струмица бевме, значи еден автобус, 50 жени. Еве ја користам, овој момент го користам да упатам голема благодарност до градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев, и до советот на општина Струмица, затоа што секој пат не дават бесплатен превоз, со тоа ни овозможуваат нашите активности да ги вршиме многу подобро и без тешкоти. Значи, се собираме тој ден во Скопје сите сме во розови маички, ја правиме нашата традиционална прошетка со цел, значи имаме цел да ги извадиме надвор сите оние што се оперирани и што ја кријат својата болест. Значи има многу жени што ја кријат својата болест, значи чак и нивната близина не знае дека тие се оперирани од рак, да ги извадиме и здравите поддржувачи, идни потенцијални пациенти и тие што имаат во својата близина некој заболен од рак на дојка, значи да пратиме поддршка на сите оние што во моментот се борат со оваа болест, да направиме притисок до сите институции, до здравството за поголема соработка со сите здруженија,
за да можеме да најдеме едно подобро решение за сите пациенти, да имат исти третман, да имат исти пристап кон сите лекарства, за да можат да се излекуваат или да го продолжат својот живот квалитетно и на крајот да им одадеме почит на сите што ја изгубили оваа битка. Сега во една наша прилика ни споделивте дека струмичките борки си зеле заштитници. Ајде малку да ги информираме граѓаните околу оваа тема, колку тоа вас ве сплотува, колку тоа ви дава надеж, колку вербата во Бога и пред се, нели, кога ќе се посети црквата, она позитивност ве води во иднина. Да, значи многу настани ни беа поврзани со 30 септември, празникот вера, надеж и љубов, и сите тие зборови содействуваат со ситуацијата во која сме ние оперирани од рак на дојка. Значи, сите ние не треба да изгубиме вера, надеж, да имаме љубов кон сите. И на крај ни дојде една идеја, плюс тоа е ден пред почетокот на Розовиот октомври, ни дојде идеја да си ги земеме овие светици за наши заштитнички. И еве веќе трета година оваа година си го одбележавме, значи бевме во манастирот Свети 15, носиме погачка, лепче, овошје, се собираме сите заболени и нашите поддржувачи и се молиме, запалуваме свеќи, се молиме за здравие на сите на кои им е потребно, на сите наши членки. Останати вака да речеме дати во октомври со кои што, односно кои се токму одбележани или пак ставени како тие дати за конференции, за дополнителни обуки, трибини. Да. Еве да речеме во градовите полесно можеме да стигнеме до информации, руралните жени како се поддржуваат, како тие доаѓаат до информациите, како вие како сдружение им укажувате на тоа на што треба да внимаваат, кога дали еве и со оние бесплатни мамографии руралната жена е редовно на тие прегледи или пак има некоја недоволна комуникација, ако така може да се каже, па не стигаат на прегледи. Има недоволна комуникација, значи месец октомври не е полн со случување активности. Значи после Розовата прошетка на 15 октомври го одбележавме светскиот ден на здрава дојка. И по тој повод, дел од членките на борка од подружница Струмица излеговме на улица и делевме едукативни флаери на сите жени. Значи бевме на Зелениот пазар, каде можевме да сретнеме жени од село, жени од Струмица. Им дававме совети за здрав живот. Тие материјали едукативни, значи се напишани за да можат да ги прочитат, да се информираат за како да го чуват своето здравје, како да ги прават своите месечни самопрегледи, како да одат на, значи, на мамограф од 50 до 69 години. Треба на секои 2 години да се прави мамограф. Во моментот се случува бесплатен скрининг за сите жени над 50 години, значи во соработка со Министерството за здравство, институцијата за јавно здравство и нашата болница се случува бесплатен скрининг, се повикуваат жените со писмо од дома и одат, значи за 5 минути се завршува работа. Еве еден апел, значи сите жени кои ќе добијат таква покана обавезно треба да одат, затоа што така ќе ги оттргнат сите сомневања што ги имат, така можат да си го спасат својот живот, затоа што со мамографот многу поубаво се воочува некоја промена која имате на дојката и колку е порано, толку е подобро за вас и за вашето здравје. Значи, уште да кажем, уште за 15 октомври, значи освен тоа, направивме и една посета кај нашиот доктор, радиолог доктор Кирил Николов, за да му кажеме благодарност за сета негова подршка што ја има за сите членки на Сдруженијето Борка. Ниедна жена не е вратена од неговата врата,
не само членка на Борка, туку верувам ни една жена. Значи ги советува сите жени за како да се информират, како да се грижат за своето здравје, да прават редовни прегледи. Значи му кажавме голема благодарност на доктор Кирил Николов. Ајде века накратко да им укажеме на гледачите, односно барем малку од атмосферата да им пренесеме или барем зборовите на доктор Николов кога рековте дека изненадување звучи тој што беше изненадување, тој не беше информиран дека ќе одиме. За наша среќа истиот ден, тој 15, тој беше и дежурен, сабота беше. Го изненадивме, беше пресреќен. Значи, од емоциите што ги видовме на неговото лице, во неговите очи, беше пресреќен. Ни кажа дека не верува дека некој друг лекар во Македонија му укажа на такво внимание, нели, и таква благодарност. И кажа дека ако има можност ќе ги прати сликите на неговиот пријател лекар од Охајо, кој бил тука во нашиот центар да ги обучува, мислам дека и него, за да види тој лекар еве каков резултат има од неговата обука, да. Беше многу, атмосферата беше многу убава, значи сите бевме среќни со доктор Кирил Николов. Ние сите жени осеќаме голема сигурност, знаеме дека неговите диагнози се точни, признаени во Скопје, кој ќе одеме и така. Еве уште еден апел до сите оние кои што не стигнале додатно оние бесплатни скрининзи, а се од 50 до 69 годишна возраст, од жените се контактирани од здравството да ги направат, бидејќи не мора да значи дека имате рак на дојка. Можеби само така ќе си го лесните товарот кој што го носите во себе, дали имате или немате. Па нели не дај Боже доколку тоа се случи во ран стадиум може слободно да се излечи. За тоа имаме многу примери, многу борки кои што се уште стојат ке творат и ќе бидат заедно за поддршка и борба против ракот на дојката. Исто така еве уште еден апел до сите оние гледачи, наши жителки, еве и оние кои што познаваат, кои што некој неодамна или пак во блиска иднина се оперирал, може слободно да не контактира, доколку ви е потребно вашето телефонско бројче од госпогата Кети Филчева, ќе го добиете и сите оние информации кои што ве интересира за здруженијето ќе го добиете токму од директно од неа. Ние споменавме дека ќе се случи конференција. Кога да ја очекуваме, каде ќе се одвива? Тоа е годишна конференција, се одржува секоја година. Оваа година ќе биде во четврток, на 20 октомври, ќе се одржува во Скопје. Значи, одиме пак борките од Струмици и од другите градови. На оваа конференција учество ќе земат повеќе лекари од оваа област. Значи, ќе биде, учество ќе зема господја Биба Додева, министерот за здравство Никола Тодоров, директорката на Агенцијата за лекови, советник за здравство во владата на Република Македонија. Ќе зема учество доктор Жан Митрев оваа година. Ќе зема учество и Жозеф Глигоров од онколог од Франција и директорот на онкологија Милан Ристевски од Скопје. Значи, на оваа конференција ќе се зборува за новите третмани за лекување на рак на дојка, новите лекарства, за достапноста на нашиот пазар во нашите аптеки, за нашите пациенти. И на крајот на сите овие излагања, значи имаме простор за наши прашања, за се што не интересира, да прашаме и да добиеме одговор. Вие како здружение не работите само во месец октомври, работите во текот на целата година. Сме зборувале дека со многу ваши активности им помагате на сите оние кои што не се во можност за многу работи, така и за периките кои што се некако неоткинлив дел од оние кои што се борат против ракот на дојка. Ајде малку да позборуваме на оваа тема. Сите оние кои што не можат, како можат да дојдат до бесплатна перика, како оди оваа акција? Значи, освен со едукација и информирање, Борка им помага на жените оперирани од рак на дојка и со
социјална подршка, со давање бесплатни перики за сите оние со мал социјален статус, што не може да си дозволат да си купат перики. Значи имаме перики ние во Струмица, има перики во Скопје, во канцеларијата. Сите оние што имат потреба во моментот, значи можат да ме контактират. Јас имам во моментот 5-6 слободни перики, можам да им ги дадам. За се што треба, значи јас сум тука во секое време, на телефон, значи и навечер, и наутро, кога имат потреба, можат да ме контактират и со што можам да помогнам. Ајде малку да излеземе надвор од она негативното кој што за жал секојдневно не обкружува. Вие таму сте многу жени, кај што има жени, има многу музика, има многу забава, има многу муавети. Ајде малку да позборуваме за позитивното, кога ќе се соберете дали во Струмица, дали во некој друг од соседните градови, Битола, Скопје, кој е позитивното, кој е она кое што можете вие максимум од себе да извадите и да се почувствувате на вистина дека тука сме, ќе продолжиме да се бориме и никогаш нема да се предадеме. Да, освен значи овие активности, ние во октомври исто традиционално одржуваме и средба. Средба со цел да се забавуваме. Значи, беше во Струмица, беше во Велес, оваа година има шанса да биде во Кавадарци. Имаме, отскоро имаме подружница и таму, и за жал многу млада девојка е координатор таму, оперирана исто од рак на дојка. Ке се сретнеме таму, па средбите ни се стварно весели, значи ретко весели. Јас многу често размислувам за, значи имавме ние концерти добротворни тука, со цел да помогнеме на една-две личности и нели поводот беше жален, меѓутоа борките сите ние станавме и игравме на тој концерт. Значи, би сакала да не сватат погрешно сите тие што не гледаат, значи имаше и негативни може коментари, меѓутоа ние знаеме да го живееме животот. Односно, ние сите сакаме секој момент од денот да го искористиме, да позитивно да го искористиме. Нашите средби се со дружба, со музика, со смеи, значи, со ора, па и со ора да завршуваат. Значи, на секое патување, организираме и патување. Значи, вон активностите што ги имаме, приватни дружења, патувања си организираме до... Бевме во Црна Гора, сме биле на метеорите, во Македонија, кажи речи, секаде сме биле, полниме автобус. Многу жени поддржуваат, че сакаат да се дружат со нас, баш заради таа позитивна атмосфера што имат со нас, со нашето дружење. Дали тоа значи дека голем дел од не секаде низ Македонија не вродило со пријателство кое што до ден денес се негува? Знаете во денот 2-3 пати да се слушнете, да се сконтактирате, па како си, дали слушна за она пријателка, како состојбата, како сте и на оваа тема, дали имате пријателства кои што со години ги негувате? Да, имаме, значи, посебно ние борките од Струмица сме многу блиски со борките од Велес. Значи, на некоја иста бранова должина сме, многу си одговараме и се слушаме, значи се посетуваме, се слушаме. Еве сега пред да дојдем координаторката од Велес исто ми се јави за да докаде сме со подготовките нели за конференцијата, приватно се слушаме како си, што си. За жал се случуваат и кај нас нови заболувања, во смисол рецидиви се појавуваат, па се грижиме за таа жена во нашите редови, што е, значи, ако можеме, помагаме, оргираме за побрзо да се случи операција, ако треба операција или преглед кај лекар. Нон-стоп, значи, одржуваме врска со борките од Велес, од Кочани, од Скопје. Сите имате истата мака, сите имаме истата мака, да. Знаете најдобро да се утешите. Да. Зборувавме за борка, за вашите активности, за акциите, за тоа што ќе следува. Има многу, за жал, се уште жени, па дури и девојки,
кои што може да бидат потенцијални пациенти болни од рак на дојка, меѓутоа оној страх кој што го има секој жив човек во себе. Па можеби ќе имам, па подобро да не го направам прегледот за да не знам дека ќе имам рак на дојка. Кое е вашето искуство со секојдневните пациенти кои што ги среќавате со Сдруженијето од Борка? Како да ја подигнеме свеста? Секојдневно има едукативни програми, емисии, прилози, на интернет може да се прочита секаде, меѓутоа како според вас е најдобро да се подигне свеста или пак дали еве да речеме едно задолжителен преглед на мамограф, односно на обичен преглед кај тинејџерите 17-18 години да биде задолжителен во училиштето би придонесло за намалување на бројот на рак на дојка? Мамографот не се препорачува на толку млади девојки од 17 до 18 години, меѓутоа можат да си го прават месечниот самопреглед. Значи тоа толку лесно се прави. Има 3-4 чекори за имаме брошури, значи делевме, ние имавме и во средните школи предавања за самопреглед на рак на дојка, за баш тие генерации од 17-18 години да научат како да го прават тоа. Значи, многу може тоа да им помогне за да ја воочат секоја разлика, секоја промена во нивната дојка, било визуелна, било со пипање. А јас мислам дека стравот и отпорноста за оваа болест, за информација за оваа болест ја има се уште мислењето дека оваа болест е смртоносна. Неизлечива. Меѓутоа не е така. Значи не е така затоа што јас имам примери во моето здружение, примери имаме и во жени што ги знам, значи сте оперирани пред 20-30 години. Чак има жена сега што има 78 години, оперирана е на двете гради, оперирана е на дел од белите дробови, други здравствени проблеми има и се уште е жива и многу е позитивна и многу е борбена. Значи не важи веќе ова тврдење дека ракот е смртоносна болест. Затоа се многу важни овие информирања, ова едукација, за да сватат и да можат да го совладат тој страх. Сите граѓани за да можат пред време да одат на прегледи, значи да си ги вршат сите оние контролни прегледи, еве кај жената конкретно, значи ехо на дојка, постарите над 50 години можат да прават мамограф на секои 2 години, ехо на дојка, гинеколошки преглед обавезно, значи треба да прават. Се тоа трае по 5 минути. Значи, не им одзема од времето, меѓутоа, најголемата кочница на сите им е стравот, верувам, да. А дали овде, еве да речеме, на посебно внимание треба да обратат сите оние кои што во семејството имаат, да речеме, некој кој што бил заболен од рак на дојка? Ризик фактори се тоа, значи постојат повеќе ризик фактори, а меѓу нив е и една од ризик факторите е генетската предиспозиција, односно сите оние кои имат некој заболен од рак, било каков рак, не само рак на дојка, во нивната фамилија, во нивното чак и пошироко семејство, морат да прават, значи, редовни контроли. Тоа треба да им биде задолжително, значи, како задача да си го постават, затоа што се поголеми шансите за добивање на рак. Кажавме, повеќе фактори има, значи, женските повеќе заболуваат од рак на дојка, меѓутоа не се случуваат и мажите? Значи имаме мажи кои исто заболваат, значи јас и знам еден случај тука во Струмица, меѓутоа тие за среќа се уште, мислам дека 1% од вкупните заболени мажите од рак на дојка. А кои се останатите ризик фактори? На што најмногу треба да внимаваме, освен само прегледите, дали тоа стресот, не верувам дека не е во тие ризик фактори? Да, значи здравиот начин на живот, меѓутоа за мене број 1 е стресот како причинител, не само за рак како болест, туку и за сите други видови на болести зборувам. Ако стресот, значи организмот не може да
се бори со стресот, колку е тој почест, толку е полошо за здравието, се намалува имунитетот со самиот стрес, значи да се трудат што да го амортизираат, значи што помалку да биде стресно, нели, има стресни ситуации, меѓутоа да не си ги зимат толку здраво заготова, затоа што се минува. Значи се минува, после дош, дојде сонце и така. Така е секогаш. Дали треба исто така да се конзумира здрава храна, колку и таа има влијание, пушењето на цигари, колку и тоа има влијание, односно останатите, да речеме, негативни работи кои што сами на себе си ги правиме до некаде, а кои што може да придонесат за појава на рак на дојка? Да, значи здравиот начин на живот тука влегува, здрава исхрана и одржување на нормална телесна тежина, и тоа морам да го кажам, затоа што тие што имаат зголемена телесна тежина имаат поголем ризик фактор. Здравата исхрана, значи повеќе внесување на зеленчук и овошје, Алколот исто така, тој може да биде корисен, меѓутоа кажавме на чаша вино навечер. Значи, се на тие фактори треба да се внимава, меѓутоа јас верувам дека тешко тоа е изводливо, затоа што многу ретко се наоѓа здрава храна во моментот, има специализирани продавници. Јас не верувам дека зеленчукот и овошјето што се продава во моментот на нашите пазари е здраво. И тоа се обработува со разни ѓубрива. Не верувам. Има и органски. Органски, меѓутоа колку се достапни. Секој не може да си ги приушти таа храна од органско потекло, затоа што е многу поскапа. На самиот крај, пред да заокружиме ова емисија, односно ова отворено студио, колку е важна поддршката од семејството и твоите блиски? Јас би сакала пред да одговорам на ова прашање, уште да кажам дека ние на крајот на октомври почнуваме и со работилница за многу важна за ресоциализација на оперирани жени. Тоа е проект, ќе бидат одржани 4 сесии, 2 во Скопје, 1 во Велес, 1 во Струмица. Замислени си како работилници, во нив ќе учествуваат жени, околу 25, сите оперирани од рак на дојка, ќе бидат доктори од онкологија од Скопје, се планира да бидат гости и нутриционисти. И на овие работилници ќе можеме, значи, да се информираме, да се едуцираме како пациенти за сите наши права, за сите наши можности, за да можеме активно да учествуваме во нашето лечење како пациенти. Освен тоа, на овие предавања ќе можеме да споделуваме искуства. Сите ќе бидеме оперирани, да можеме да се информираме за новостите и да можеме да прашуваме, да поставуваме прашања за се она што не интересира. Затоа што, овде тука ќе потенцирам, значи сите тие жени што се ме оперирани, одиме и вршиме, значи, контролен преглед, некој на 6 месеца, некој на 1 година, на 2, и значи пред да одиме сите се спремаме во нас психички, кои прашања би ги поставиле, нели, на нашиот доктор-онколог, меѓутоа кога ќе одиме таму, забораваме, значи повеќето прашања ги забораваме и после прегледот веќе пак ни текнува, тоа требаше да го прашам. Значи, еден мој совет до сите тие што прават такви контроли, пред да одат на преглед, да седнат и да си ги запишат прашањата.
Значи, без проблем може да си го извадат ливчето, да си ги прочитат прешањата и да ги прашат нивните доктори за се она што ги интересира. Значи, тие работилници ќе бидат замислени така да можеме што повеќе информации да собереме, плюс тоа, значи, ќе се формират активисти, група од активисти кои ќе помагаат на сите заболени од рак на локално ниво. Значи, ќе бидат составени од медицински лица, наши членки, и во иднина ќе можеме да осмислуваме трибини што ќе ги одржуваме во нашите рурални средини, за да можеме повеќе да информираме и едуцираме жената што живее на село, што нема многу пристап до информации како интернет и други информации. Дали тоа значи дека токму и тие прашања ќе може да ги постават на тие работилници? Да, значи тие прашања ќе може да ги постават, сите оние прашања што не мачат на нас. Исто така, значи, морам да кажам дека здравството ни овозможува протеза, бесплатна протеза еднаш годишно со партиципација минимална. Ние се бориме и како прашање го имаме поставено до фондот и давање на градник, бесплатен градник еднаш годишно, бидејќи протезата не можеш да ја носиш без соодветен градник, а тие се многу скапи и сите не можат да си ги дозволат. И ред други барања, значи имаме многу барања, затоа се потребни такви работилници. Ние инсистираме да дојдат и представници од Фондот за здравство, од Фондот за социјална заштита, бидејќи на секоја жена за исто така акцент, значи морам да го кажам, тој акцент ќе ставиме на сите жени што после третманот што го имаат, значи операција, хемотерапија, зрачење, како да се вратат во нормалниот тек на животот. Како да живеат квалитетен живот, како да се однесуваат со семејството, каде можат да се групираат, значи кој се може да им помогне, како можат, значи информација од областа на психолошки социјалната потреба, кои права можат да ги остварат како оперирани, дали можат инвалидна пензија да остварат, надоместок материјален. Значи, многу прашања имат со што можеме да им помогнеме на сите тие што се оперирани. Доколку е медиумски покриено и спомнавте дека во Струмица ќе се одржи, се надам дека ќе бидеме дел од трибина. Сигурно ќе ги информираме сите медиуми. Јас сум благодарна, мислам дека сите медиуми кога и да имаме побарано не покриваат медиумски. Затоа сме тука да ги информираме граѓаните и поблиску да се стигнат информациите до нив. Сега би се навратила повторно до моето прашање, колку е важна поддршката од семејството и најблиските? Многу е важна поддршката од семејството, меѓутоа има различни семејства. Има семејства каде што жената не е поддржана, има семејства каде што жената е била столб на фамилијата. Значи, до куќна работа, одење на работа, гледање на деца, ако е повозрасна, на внуци. И после таа операција жената е немоќна тоа да го прави, да продолжи да го прави, и може се ствара еден проблем, една тешкотија, значи и семејството има проблем, не само жената, како да продолжи со своите активности, значи да бидат подредени и на жената што е оперирана. Плюс тоа има жени што не можат, за да ги заштитат своите членови на фамилијата, на семејството, не можат да разговараат, да не ги повредат емоционално, да не им направат дополнителни потешкоти и не можат да ги споделат своите чувства и емоции, и затоа е многу битно да си најдат групи, да си најдат места каде што ќе можат да си ги споделат своите емоции и своите чувства. Исто така акцент, значи, даваме со тие работилници и со нашата идна заложба,
како жената да се врати на своето работно место. Има работодавачи што немаат слух за тоа. Значи, не ги интересира дали таа жена ќе може да одговори на работната задача после операцијата или не. Значи, има работни места кои се одвиваат седејки или со не многу голема физичка активност на раците. Затоа што после операција на дојката раката е болна, тешко ја движиш, не можеш да дигаш товар. Имаме многу жени што работат физичка активност. Работните места им се такви, не можат да ги префрлат, немат слух работодавачите. Одиме на тоа да се направат некои комисии, да можат да разговараат со тие работодавачи, да им укажат на потребата на тие жени што ќе ги имат после таа операција. Јас пак ќе кажам дека доколку сме дел од таа трибина, односно од ова како работилница, дека ќе успееме да доловиме се она кое што кое ќе се зборува таму, кои прашањата кои ќе бидат најчести од страна на оние жени кои што се оперирани или пак во семејството имаат оној кој што се двоуми дали да го направи тоа или пак не, па во некоја наредна емисија или пак преку друга би разговарале и би пренегле на гледачите што точно ќе се случува. Оваа тема треба многу почесто да се разговара или барем во месецот еднаш до два пати да се потсетува, да се укажува на тоа дека има начини, не мора да биде неизлечива болест, може да се помогне. Вие тоа го правите со флаери, со акции, секојдневни, интернет повеќе, нели, варијанти. Имаме интернет страна, имаме интернет страна за избирам живот, ресоциализација на оперирани од рак на дојка. Значи, каде таму можат исто така во моментот да ги постават сите прашања, ќе им бидат одговорени. Имаме бесплатна СОС линија 02-228899, каде им одговара, кој ќе се јават, им се јавува психолог. Значи, можат да прашат се, да разговарат за се. Ние верувам дека во некоја една прилика повторно ќе зборуваме, ќе окажеме на кои се проблемите, како да се помогне превенцијата, да не се плашат граѓанките да се оди на тие бесплатни мамографи, помладите да си прават само прегледи или пак да одат директно на лекар. Ние веќе времето го поминавме што го имаме за емисија, еве уште еден апел. Слободно сите оние кои што сакаат да добијат телефонско бројче, дали Сдруженијето Борка или пак од господјата Кети Филче, може тоа слободно да го направат, да се јават на нашите веќе добро познати телефони, ние ќе ви пристапиме, односно вие ќе стапите во контакт, ќе ви го дадеме телефонскиот број на господјата Кети и понатаму за се што ве интересира, слободно може да ја контактирате и да добиете соодветен одговор. Ви благодарам уште еднаш за оваа прекрасна емисија. Ние повторно ќе бидеме во контакт и во најбрза идна прилика повторно ќе ги информираме за последните новости на гледачите. Ви благодарам јас за отстапеното место. Јас се надевам во иднина и наредната емисија би сакала да биде со повеќе жени оперирани од рак на дојка, па да споделяме повеќе искуства. Може, зошто да не. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, се надвам дека и денес бевме доста интересни, пред се едукативни и се надвам дека добивте храброст да ги направите сите оние прегледи кои што треба да ги правите редовно, без разлика дали тоа станува збор за рак на дојка или пак за некој друг здравствен проблем. Тоа само може да ви помогне, бидејќи како што вела, доколку рано се открие, може слободно да се излечи и да имате дури и долг живот. Ви благодарам и денес за вниманието, довидување.